на емитувањето на форшманите и само се за ваши очиња. Можете да се пофалите, господин Неделковски, на вашата публика колку имате. Да. Но овие проценти се само ваш мотив. Колку верувате во љубовта и неговата разврска? Па, искрено да ти кажам, не знам, точно немам конкретен став за тоа, бидејќи јас сум човек кој се занимава со спорт, не се занимава со политика. Значи, јас сум човекот кој што ги подготвува нашите олимпијци да презентираат Македонија надвор. И тоа прашање би го ставила на политичарите. И колку мислите дека вие еве се бавите со спорт, одите на надпревари кои што патем не знаеме што правите затоа што не се објавуваат вашите резултати и вашите медали што ги освојувате надвор од Македонија, а некако секогаш се на тапет овие вести. Сосема едно вон контекстуално прашање. Што мислите да направите по тој основ? Да бидете поприсутни во медиуми? Во моментов во Македонија спортот е во страшна криза. Од секој аспект, медиумски многу слабо покриен, резултатски исто така паѓаме затоа што не стои државата зад нас. Значи во време на Југославија беше се поинаку, државата финансираше, имавме квалитетни тимови, квалитетни екипи, индивидуални спортисти во сите спортови, а сега во Македонија се случува дебакал на спортско поле. А тоа се единствените луѓе кои што заслужуваат внимание, апсолутно внимание, третман и статус во оваа држава. Ви благодарам многу. Што мислите, дали господинот Бошковски со овие постапки, Хрватска не дава гаранција, Македонија не дава гаранција, односно не знаеме на што сме конкретно, колку само по себе Бошковски ќе израсне во национален херој? Па мислам дека нема да израсне во национален херој, и тој пропушти шансата да се направи национален херој тогаш кога беше министер за внатрешни работи. И претпоставам дека некој кога станува министер, премиер, председател, треба да има поголема, подалечна визија од нас сите обични граѓани. Значи да знае што ќе се случи 5 години подоцна, 10 години подоцна, да кажеме Љупчо Георгиевски викаше ќе има граница, овој има ваква претпоставка, тој така и така. Значи Љубе очигледно го немаше тој капацитет, може има некој друг свој романтичарски капацитет, тој капацитет немаше. Меѓутоа, како министер за внатрешни работи требаше да процени дека ќе го јаде и требаше да исчисти све, па и така да си отиде у хак и така, барем да биде чиста ситуација, остави нечиста ситуација. Ви благодарам многу. Тука завршуваме првата тема. И бебите, молам, ако сакаш да ми го цветето од моите мили другарчиња, резултатите се Убрелеле, мајко, значително, драстично се разликуваат. Но тоа не е важно, битно е дека тука ние имаме добри гости, одлична публика. Одиме со втората тема. Спремете се, господине Неделковски, за втората. Да? Зашто? Па, нели 3 пати по 3 минути? Не, ја завршивме темата, времето помина 9. Да, брзо минува времето овде во пирамида. Дајте ми ја втората тема. Зборев по 3 минути, јас зборев 2. Дајте ми ја втората тема. Едно убаво утро, спикерот Георгиевски им кажа на пратениците дека би било добро да се угледаат на романскиот урнек за борба против корупцијата, каде што преку интервенција на уставот треба да се откажат од имунитетот. Власта загриза, опозицијата подзастана. На министрите и на укинат имунитетот, додека пратениците за волја на вистината се заштитени мечки.